Политичката кампања изминува, а од ДПМНЕ и Илиовски ги слушаме старо-новите проекти кои ги витуваат во сите нивни изборни кампањи и кои досега требаше да бидат направени. Едно од тие нивни лажни ветувања е и планинарскиот дом Копанки во срцето на Пелистер. Иако како што најавија денес и самите знаеле дека овој објект не е под ингеренција на локалната самоуправа. Повеќе од 4 години не убедува дека ќе биде изграден. Па така, и оваа кампања, кандидатот на ДПМНЕ, Зоран Илиовски, повторно ветува дека ќе го направи. Како да заборави дека во изминатиот мандат, како пратеник во Собранието на Република Македонија, ги гласаше буџетите во кои беа одбиени сите амандмани на СДСМ за изградба на планинарскиот дом Копанки. Наместо тоа, тој поддржа трошење на парите на битолчани за споменици и фонтани во Скопје, за панорамско тркало во Вардар, за рајска градина во аеродром и уште многу други вакви проекти. Во нивната програма ветува дека ќе се залагаат за планинарскиот туризам. Истото го има и во изминатата програма, во која ветија дека ќе изградат хотелски комплекси во Нижополе. Истото требаше досега да биде завршено, но и од него нема апсолутно ништо. Повеќе од очигледно е дека проектите кои ги ветуваат ДПМНЕ остануваат само на хартија. Тандемот Талевски и Илиевски покажа колку му е важна Битола. Првиот со тоа што ја доведе Битола на работно изумирање, а вториот со тоа што дозволи парите на битолчани да се трошат само за мегаломанскиот проект на ДПМНЕ Скопје 2014. Почитувани, заврши ерата на политичари кои не му мислат добро на нашиот град и кои сопствените интереси ги стават пред интересите на битолчани. Затоа на 15 октомври сите заедно да му ставиме крај на погубните политики за Битола.